Денеска е прв ден на судски процес на председателот на најголемата владеачка партија против председателот на најголемата опозициона партија. Предмет доста добро познат на јавноста, но сепак одлична можност да се докаже владењето на правото и правдата во Република Македонија. Очекувам од судот внимателно да се разгледат сите докази во постапката и очекувам фер судење. Очекувате ли Груевски да се појави на следното рочиште? Најверојатно рочиштата кои што ќе бидат главни расправи, каде што ќе се презентираат доказите, според мене во најмала рака етичка обврска да биде појавен на суд и тужителот и тужениот. Секако не сум правник да кажам дали по закон е задолжително, но во најмала рака етички одговорно е да се појави. 500.000 евра се бара од штета. Денешниот тек од постапката и односот на судиите кон двете страни. Не би сакал да коментирам додека трае судскиот процес. 500.000 евра одштета се бара за прв пат толкава висока сума. Во делот на одштетата само вака ќе кажам. Ако интенцијата на премиерот да докаже нешто, требало да побара 1 евро. Зошто 500.000 евра оставам на вас новинарите да толкувате, а пред се и на граѓаните. Господине Заев, еден опозицијски лидер веќе беше осуден во процес на клевета кој го поведе токму премиерот Никола Груевски, Тито Петковски. Се уште сте оптимист, бидејќи верувате дека сте невин? Така е, прво верувам дека сум невин. Малите деца знаат чиј е гласот и кој тоа договарал продажба на Македонска банка. Драго ми е што еден од коалиционите партнери на Социјалдемократскиот сојуз, Тито Петковски, е уште поохрабрен после пресудата за која што беше осуден да плати клевета или навреда, не знам точно како беше. Напротив, ова е само показ дека опозицијата е дополнително мотивирана од било кој дрзок или безобразен чин на владеачките гарнитури.